Разбирлива е нели паниката, поготоа кога нели 40% од гасот се увезува од Русија, не знам нели колку посто од нафтата доаѓа од таму, нормално е нели државата во кризни моменти да планира да некои планови може и се одложат и така натаму, меѓутоа мислам дека прогресот, колку и да е тој бавен што се случуваше последниве години, не сме да запре поради кризата и дека треба да се работи понатаму на изградба на нови капацитети, на замена на она што имаме како стари електрани, нели РЕК Битола, РЕК Основа и така натаму, затоа што тоа е еднината. Македонија има доста доволно сонце кое што може и треба да се искористи, кое што се уште не е искористено доволно. Македонија исто така доста добро поврзани со соседите. Таа регионализација на пазарот навистина треба да се забрза, бидејќи сите земји во регионот нели се погодени од кризата, така да што побрзо се имплементираат реформите и се оди кон обновливите извори, кон чиста енергија и кон меѓудржавно поврзување, нели тоа и побезболно би се надминале ваквите кризи во иднина. Самото инвестирање во енергетска ефикасност иако е доста комплицирано затоа што станува збор од домаќинство до домаќинство, значи не е само да изградите еден капацитет огромен од не знам 700 мегавати сте завршиле со тоа, нели станува збор за од обновување на прозори, кровови, изолација и така натаму и тоа се доста големи потфати кои траат огромен период. Нели не е само од мандат до мандат 4 години. Што повеќе работиме кон тој, што повеќе работиме да им се подобрат животните услови на луѓето од кои што нели патат од енергетска сиромаштва, потоа има други трошоци, медицини, мислам, здравствени и така натаму, значи се пак натовар нели на системот. Тоа подобро за сите, така да мора еден сеопкупен интегриран би рекла пристап према нели енергетската транзиција, доколку нели државата навистина сака да избегне да има проблеми без разлика дали во кризни моменти